Здраво на сите, јас сум Стефан од тимот Athletics и овие ќе зборуваме за 5 основни вежби што сите треба да ги правите и што ќе ви дадат најдобри резултати за најбрзо можно време. Тоа се чечевите, мртво кревање, весвање во предклон, бенч прес и двојничка прес. Има и други вежби што се вклучува, но тие се 5 основни што би ги вклучил во секоја програма и секој почетник треба да ги прави. Чучневите се една од најдобрите вежби што можете да ги правите за нозете, за задникот и за цело тело. Чучневите се исто така вежба која вклучува и многу внимавање, затоа што сепак се работи за вежба што ги активира сите мускули и можете да добиете повреда ако не знаете како да ја правите правилно. Значи ги објаснеме сега како се прави чучневи. Чучневите се една од најдобрите вежби за цело тело и највеќе ги активираат нозете и задникот. Сега ќе демонстрирам како треба да се прави. Првото нешто што треба да имате е шипка. Второто нешто можете да додадете тежина, зависи од способностите за колку можете да кренете. Значи, првото нешто што треба да знаете е поставеноста. Поставеноста е секогаш малку пошироко од колку. Второто нешто што треба исто е поставеност на нозете, малку на косо треба да бидат нозете. И другото нешто е исто поставеноста на рацете. Поставеноста на рацете треба да е поблиску до телото, затоа што така ќе имате подобра стабилност. Можете да ставите или тука кај има кај рамениците на дупче, или уште подоле кај грбот. Сега ќе демонстрираме кај рамениците. Значи идете под шипката, оп, оп, ја кревате со двете нозе, наместите лекерова демонстрација само со без тежина и од тука идете до доле, оп, се кревате нагоре. Тие што не може да идат до доле, треба да знаат дека треба да ја прават вежбата до каде можат со нивната флексибилност. Значи, ако можете до тука, до тука. Ако можете уште подоле, тоа е уште подоле. Значи, не треба да правите вака. Туку треба да правите од тука, за да имате шипката, кревате и дигате. Дишувањето е. И ја враќате шипката. Кога се работи за мртво кревање е една од најдобрите вежби исто за нозете, за кичмата и за задникот. Мртво кревање се прави со тоа што идете под шипката, ја доближувате уште тука, идете со газот уште подоле и од тука кревате нагоре. Цело време ве устел. И сакате да екстензирате, да мислизирате задникот. Не користите кичма како ова. Туку од тука идете надале, пуштате тежината, кревате. Кога се работи за најдобрите вежби за грб, таа се вратило и весвање во предклон. Бејќи некој не може да направи вратило, весвање во предклон исто така многу добра вежба. Значи, ја земате шипката, идете малку со нозете исто како да правите мртво кревање, колениците малку ги спуштате, не премногу, како што прават многу, малку, од тука идете со кичмата и стабилизирате, дишувате, издишувате. И сакате накај стомакот. Кога се работи за гради, најдобрата вежба е бенч прес. Тоа е основната вежба што можете да правите. Има повеќе варијации, има контракоса, има коса и рамната клупа. Значи, прво нешто што треба да знаете дека нозете секогаш се на земја, тоа е темелот и таму иде силата. После тоа, поставеноста секогаш треба да биде рамномерна, клупата исто така. Ако не ви е рамномерна, ништо не може да кренете оптимално. Идете назад, поставеноста на челото и шипката треба да бидат исти, ставате средниот или кој прст ви е поудобар, да ви биде рамномерна тежината, кревате, тука ја спуштате тежината, прво ја стабилизирате, дишувате, издишувате. Дишувате, издишувате. Дишувате, издишувате.
тоа беше бенч прес, како треба да се прави правилно. Кога се работи за раменици, една од најдобрите вежби што можете да направите е војничка прес. Војничка прес се вика затоа што сте исправени како војник и сакате да кревате нагоре. Тежината се со цел да ги таргетирате рамениците. Значи поставеноста треба да нашипкате да ви со рамениците, може и малку подоле за подобар комфорт. Ги скрибувате прво нешто од лактиците, идете под шипката, ја кревате и од тука идете со едната нога напред или со двете нозе рамномерно да ви биде тежината и кревате нагоре. И сакате со главата да идете напред, назад, напред, назад, движењето ви. Исто